туку што заврши средбата со 30 лекарки, лекари и друг медицински персонал. Искрено им завидувам. Посакувам државата да се однесува кон нив, како тие кон нас. Тоа се моите COVID-19 хероини и херои. Мислам дека она што е вградено во обновата во сферата на здравството во голем дел е нивен предлог. Посакував да се оствари идејата за клиничкиот центар, сигурно ќе беше веќе готов, наместо да се дислоцира под наводници, не знаеме и каде, далеко од градот, иако секаде клиничките центри се во најстрогиот центар, за да им бидат достапни на сите. Мислам дека целосно во рете одредбата од обновата веднаш на почетокот на мандатот да се зголемат платите за 50% на лекарите и на медицинскиот персонал. Тоа е не само заслуга за надчовечките напори што ги направија, туку тоа е и логичен чекор за да се сочуваат оние кои што се најкомпетитивни надвор. Идејата за дежурни матични лекари, како и идејата за формирање на болница за дневен престој, мислам дека е час поскоро нужно решение што треба да се реализира. Проблемите со специјализантите веднаш треба да се решат, додека се уште овде со нас и додека не заминале по светот. И да бидам искрена, јас како некој кој сакал да студира медицина, но во последен момент можеби направил погрешен чекор, денеска имав задоволство да се дружам со извонредно умни, извонредно хумани, извонредно посветени луѓе кои ја заслужуваат мојата доверба и мојот респект. Знам дека сме во сигурни раце, се надевам дека една друга власт ќе го препознае тоа и соодветно ќе го награди нивниот труд и ќе го стимулира нивниот понатамошен ангажман за здравјето на популацијата, но и за здравјето на самата држава.